По 9 месеци Министерството за образование ги врати надлежностите на општина Гостивар за именување и разрешување директори на училиштата. Ингеренциите беа одземени во февруари годинава со образложение дека биле утврдени неправилности и непочитување на процедури. Ден по враќање на надлежностите, Алијанса за албанците реагира дека додека тие биле во рацете на МОН, низ училиштата се постапувало против волјата на наставниците и на штета на учениците. Покрај небрежноста во Гостивар, во основни и средни училишта, во овој период се сторени многу злоупотреби. Како во Техничкото средно училиште во Гостивар се вработиле 17 партиски активисти кои се несоодветни за својата работа. Ова го потврдува и Државниот инспекторат за образование и се надеваме дека и други вакви случаи ќе бидат наскоро утврдени и ќе се бара одговорност. Мухареми нагласи дека биле направени злоупотреби и во основното училиште во Чегране, со назначување директор спротивно на одлука на училишниот одбор. За сите злоупотреби, манипулации, навреди и понижувања, во времето на одземени ингеренции, Алијансата за албанците во Гостивар бара од Министерството за образование и наука и од Министерството за финансии да сносат одговорност и да дадат отчет за она што го прават во име на општина Гостивар. Алијансата за албанците во Гостивар бара Државниот просветен инспекторат да извршува својата должност согласно законот, а не врз основа на партиски упатства и притисоци. Во наредниот период останува да се види дали и како општина Гостивар ќе ги менува директорите во училиштата кои ги постави МОН додека ги имаше ингеренциите.